neke razbere onoj što je sletko i što za godini toku maniči zar 7 godini da pravat problemi ljubav na prv pogled neke izmami 7 godini da pravat problemi među 6 i 8 prazno ostavi. Kratko neka je, važno dobro je i da propadne Kego pomirne, treba da se sledi istit što ni veli šansa da se zgrabi ne se misli da li zar 7 godini da pravat problemi ljubav na prv pogled neke izmami 7 godini da pravat problemi među 6 i 8 prazno ostavi zar 7 godini da pravat problemi ljubav na prv pogled neke izmami 7 godini da pravat problemi među 6 i 8 prazno ostavi. Нас двајца што не видат, може би веднаш ке ни судат, ќе оговараат и дробат нас, памет ќе ни солат. Моралисти и фосили ќе ти вртат суратно на сето тоа. Ќе му дојде еднаш, зашто некој кога некој го посакува. Зарем разлика во години се да менува. Правиш што ке правиш, но не предавај се, љубовта нема врска со години. Zar 7 godini da pravat problemi ljubav na prv pogled neke izmami 7 godini da pravat problemi među 6 i 8 prazno ostavi zar 7 godini. Васко, добре дојде во Хитмејкер. Фала на поканата. Голема чест ми е затоа што си ти еден од главните виновници за македонска алтернативна сцена у последниве 3 децении. Кратко онака, како почна, кој те внесе во сево ова? Па, никој не ме внесе, едноставно така се погоди. Со музика сум обкружен од цел свој живот, од најмали нозе. Али не директно, него онака татко ми например слушаше цело време музика у кола. Дома рокавме радио. И така знам ка уште ги имам тие први 2 плочи. Јова од Седморица младих и Никола Булатовиќ. А кој ти беше прв контакт вака со жива музика? Прв контакт со жива музика, сега гледај, не збориме за рок-н-рол, например, стално сум бил фасциниран на свадби, као клинец. Знам еднаш кога бев на една свадба и свира Тавче Гравче. Леле, нема ми кажеш дека е исто влијание. Ја кога мал, Тавче Гравче, Драган Вучич го гледав на бас во Олимписко село со Смилја. И ја ми текна дека ги прашав тоа што пауза, дали пауза за ручек и као колку песни знаат и ми рекоа околу 800. И тогаш знаев дека од тогаш дека нема да бидам таков тип на уметник, бидејќи не сум јас тој профил, да можам да процесирам 800 песни, ама некако ми се свиѓала, кога дознав тоа дека луѓето ги пишуваат песните, тоа некако ми се засвиѓа. Почнав поинаку да гледам на стихотворби, така да музиката ми е стално поврзана со текст. Така. Знаеш, дури ни Мориконе, например, нели, стално преку Серджо Леоне го, нели, се рокаше на југословенска телевизија, значи и на нашата радио телевизија Скопје, па и во кино. И музиката ми беше поврзана со действијава, знаеш, Да. со Клинт Иствуд што ќе направи, знаеш. Ја одамна знам за тебе дека уште фамозната коцка, ти си човекот кој што секогаш регрутирал млади панкери со касети, со цедиња, ти слушај ова, ти слушај ова е нов бенд, ова е ваков бенд, таков бенд. И дека многу луѓе си едуцирал за музика. Ние бевме колектив. Значи не само онака свирачки, туку и другарски. Ние бевме колектив, значи
не дека ја таму, ние немавме ни водач, ни ништо, значи не дека јас сум бил, може повеќе луѓе ме знаат зашто сум бил у бендови, инаку тоа беше на ниво, нели, на еднаквост, анархистички пристап кон работите и ние имавме повеќе хардкор панк. Значи, исто така и тоа начинот на кој што живееш беше битен, не само музиката, така да музиката не беше некој вид на самоорганизација, нели, како и денеска, немаше баш ми услови, са не е да плачеме, меѓутоа, нели, не е исто тука и у Швајцарија, разбираш, да си уметник. Било што и работник и не е битно. Така да ние тоа, наместо да кукаме, го преземавме во своји раце и тоа е таа нарација, тие постулати во кои што уште верувам, она баш буквално како и сите ние, нели, правиш сам. Кажи ми, Бернес колку постоеше? 15 Па така години? нешто, да. Да. Значи сте смениле неколку влади, Да. бидејќи имате доста политички набој у стварите. Да. Чим сте смениле неколку влади, значи сте независни. Првите 4 албума беа во МРДПМН. И после више не имавме проблеми, после четвртиот албум ја викам не, значи стварно буквално чекав СДС да дојдат на власт и ни до време да стигне албум да не искочи само против предните. Не, нема врска, гледај, нормално е политичарот да е крив за све. Тоа е како родителот, како класната, како тренерот, така. Не може крилото да е криво, тренерот, менаџерот, Ако собственик. вида не бива ни со едните ни со другите, сврти на поише на шега. Не, После Бернес. што сакам да ти кажам, нас никој не прашал за оваа реалност. Една од предностите да се биде уметник е сам да избереш покрај оваа реалност, така да креираш некоја друга твоја реалност, која што нема да и нашкоди на оваа постоечка. Бидејќи реалноста, сите знаеме дека е прашање на консензус. Тука овој дисбаланс што се случува во ова наше општество е токму тоа што ние немаме никаков однос кон заедничкото. Не можеме да направиме консензус околу ништо, така. И едноставно затоа тој принцип на направи сам, на колектив, на таа нека упорност, нели, тој пирејски момент што се опишува во македонската литература и битие е проткрани во нас, знаеш. И едноставно секојаш сум одолевал на оние профани обиди да не присвојат, затоа што јас сум македонец, јас сум во Македонија и мене ништо друго не ме интересира. Сега милиарда пати ќе си отидав да сакав. Меѓутоа едноставно Сега тоа сакам да те прашам. да, Затоа што си човек кој што истраел толку време и се уште стоиш цврсто на позициите. Би можел ли нешто да ги советуваш младиве музичари, алтернативци, рокери, било кои, сите? Тешко се живе од музика во секој жар. Има ли некоја лекција што совет што можеш да им го даеш или нема совет, мора да биде all in, мора да биде тешко или не може да се живее тука од тоа или да се истрае? види малце со спортски пример. Баш гледав интервју со Мирко Филиповиќ Крокоп, кој ти текна на ММА борец. Да. Најголема легенда на овие простори, па и поширок. И човекот исто така го прашува, знаеш, како совет некој. И он вика, другари, им зборува на више искусни борци, помлади од него. Вика, ти мал, кој не си сањал за тоа. Ако сам не си ја бараш беѓата, брат, џабе те, ќе свириш и 40, има и такви примери, ти ги знаеш, и сите Ја ги така знаеш. мислам. 40-50 години свират џабе. Страв му е да каже нешто. Не знае. Уметникот не треба да му е ништо страв, човече, тоа кажавме, паралелен свет, голема работа, мислам, без плоча ќе се преживее, ќе се пее некако, знаеш. Ама не можеш да преживееш без сега асфалт, не може децата да немаат основни услови, не може да е лошо прљаво вецето у болница, разбираш? Не може автобусот да е дивалига, не ме гајле кој е на власт, знаеш. Него они се на власт на парите, не се на власт врз човековото битие. Тоа ние него сваќаме како луѓе, знаеш. Бидејќи пак ти какви да си професија, знаеш, колку да си стигнал во животот според мене, пак утре ќе се пензионираш, треба да искочиш на таа улица, треба добар ден на некој да му кажеш. Кој знае какво е тоа чувство некои луѓе што добар ден не му рекол на никој и сега после пензија му текнува ќе станам добар сосед. Не е тоа така, брат, знаеш. Како луѓе што почињаат да шмркаат на 40 години. Така е. Зашо бе, брат, си истерал 4 децении, лудило, деца имаш, идете на одмор, вамо, тамо, шо ќе ти е тоа, глупости? Кажи ми, Бернаис, ХХХ, 21 век, каде е Васко највеќе?
Васко или Па секаде соло сум највише, имам и соло 2 албума, сега правам трет. Али искрено, значи мене или секој од тие проектите отсликува Ја различно искрено периоди. два бенда ми го скршиле срцето и таму највише сум се наоѓал покрај солото. Тоа се ХХХ и 21 век. Значи сите бендови сум ги сакал, али никако ХХХ и 21 век ми биле највише при срце, мислам највише бидејќи исто бенд е консензус. Ја например повеќето бендови кои што сум членувал сум ги формирал. Сум ги осмислувал и така натаму. Меѓутоа тука имаш други членови, знаеш, сите се паметни, знаат, знаеш. Интересна игрица е бенд, знаеш и самиот. И сега крај ти едно се Не е саѓал. лесно да си со Васко у бенд, Да, мораш да ги разбереш. Абе не е лесно ни со Кит Ричард, брат. Нема да кажеш дека јас сум бетер од Кит Ричард. Хит не го знам. Ева не, али би стоја биографијата на тоа на сите им викам. Знаеш кај нас, овој ваков е таков, абе другари, чекайте малку. Дали се читале биографијата на Кит Ричард? Се протега на 444 страни. Брате, ние сме сите добри момци. Значи, Знаеш, види, цела и работа да си тука- бетер од Кит Ричардс ти се прашта затоа што си тоа што си и си го остел тоа што си го остел и ќе оставаш. Види, добри момци не свират рок-н-рол. Во рок-н-рол Така е. нема ништо убаво. Рок-н-рол не знам дали смеа се кажува како иде на YouTube, во превод значи крткање, знаеш. Така. Тоа значи рок-н-рол. Значи буди некои примордијални нагони, свеш. Нашата поента е тоа да се канализира во инстинкт, да знаеме што е добро, што е лошо за нас и за другите, бидејќи животот е колективен спорт, така. Значи мора уметноста да им прави неугодно на тие што се угодни Така. и да ги утешува тие што не им е удобно. Бидејќи настанува мрза, сам знаеш. Мрзата е најголемиот проблем. Таа води кон ова денеска стрес. Ја денес не знам што е тоа стрес, не ми е јасно, депресија, не ми е јасно. Меланхолија сваќам. Тоа сваќам. Али стрес не сваќам, брат. А добро бе, живота ја брат излагам. Пази, не ме пука кола. Не ме пука срце фудер. Добро е, брат. Татко ми викаш имаш карта за денес, брат, са вајде си се развил. Добро е, цепе, ја така живеам. Како дојде идејата до стварање на пример еден фестивал као Земјотрес? Абе, види, Колку време беше таму или само бев неколку ги години. поставивте? 4-5 години. Мислам, тоа се случи у Комбе на турнеја. Не е битно, знаеш, тоа беше исто колективен спорт, си продолжија, момците и така натаму, еден од подобрите македонски фестивали. Дека ние сме клубски бендови, значи меѓутоа авторски клубски бендови. Значи тоа така звучи, ти ќе отидеш у Берлин и ќе имаш 80 карти. Меѓутоа тие дошле тебе да слушаат на македонски. Ти пееш на македонски. Во вторник. Картата е нешто 15-20 евра, тогаш. Има 20 настани кои свират американци, по-популарни земји, разбираш? И они дошле тебе ти гледат. Значи тоа не е малце и тоа без никаква поддршка, не треба поддршка. Јас станов викам, каква поддршка Министерството за култура, тие омау земјоделие. Бавче да се вратат назад. Може да си Ме разбираш, брат? и Услови твоите треба. бендови, може да сте и рекордери и најголеми, да кажеме, амбасадори на македонската алтернативна музика, ако гледаме по број на наступи ван Македонија. Колку е тоа напорно, колку тоа троши? Глеј, турнеите е на работа, како ти кажам. Да си ти се онака, јас сум знаел, например, комбинирано тоа што настапував и професионално возев бендови на турнеи. Знаев онака да бидам, што се вика по 200 дена на пат. И сега, мене тоа не ми паѓало тешко, искрено ти кажам. Меѓутоа сум гледал како луѓе се кршат. Свашта се дешава на турнеја. Знаеш, некој е на турнеја 40 дена. И свашта се дешава, значи баш на свашта. Сум гледал свашта, онака. Полош од со бекајка, значи како луѓе се кршат или пак како растат. Имало случаи бенд влагал Комбе, не може да се видат. После 30 дена, ака машина, знаеш. После недела А дена дали се е вистина распадна. у алтернативни бендови дека се додека свират за да кажеме хонорари колку да покријат трошоци и да го пројдат денот и така натака, се додека не дојдат до еден бољи хонорар, пука работата и бендот се руши. Не е за пари, знаеш, гледај сега нешто ти кажам. Прво и основно 95% од бендовите во светот се мали бендови. И се во зоната ти што ја опишам. Тоа е 95%. Втора работа не е за пари, него после некое време, знаеш, на луѓето и големи и мали бендови им смета зашо се овој ги има на слика. Па зашо овој тука
знаеш, кога он сега го застапува битот. Нели тоа се непишани правила, ние се водиме според непишани правила. Иначе животот не би ни бил интересен. Ќе работевме друга некоја работа. И токму таа комплексност мене ми се допаѓа. Никош не сум гледал онака закрвување, знаеш, имало неизгодни работи секогаш, знаеш. Ми се распаднале на турнеја 2 пати бендови. Важам као неизгоден карактер, што многу се радувам. Ни Марадона не беше згоден, ти текнува. Веќе имаш, значи, алиби. Немам алиби, немам алиби, него ме прашуваш, ја си одговарам искрено, знаеш, да не одговарам онак клише одговор. Ние бевме, да, секако. Втора работа, било кој македонски бенд, без некоја поддршка да отидеш да свириш у културен центар, не викам дека тоа е лошо, знаеш. При некои наши таму да те стават ден на кидови методи и така натаму, не верувам дека пушат, како прво не верувам дека договори концертни на Дордил. Значи сето тоа е ти да бидеш, ја го викав, висока втора европска лига, и да стигнеш до таму таа работа не им успеа на сите, не им успеа ни на некои американци, знаеш. Ти сепак знаеш ке рече неки, значи у пик тие бендови продаваа по 3000 плочи, пример, знаеш. И сега некој вика, бе 3000 плочи, бе другар, чекај малку. Као заставила се 3000 плочи. Нема да кажам срамота, не решам митови колку продаваше Тоше Проевски, да не кажам други колку продаваат, да не се срамиме, не е ни 4 бројки. Не разбираш? Сега, на пример, треба да правиш нов бенд. Од ново, нула. Да. Треба да смислиш нешто што не си го правил до сега. Состави го бендот, кој би ти свирал? Или као прво не би правил нов бенд. Пробав тоа сега. Хипотетички сега збори. Па, знаеш што би, не би идел на тој принцип као модерниот фудбал, знаеш, да идел на проверени играчи. Аха. Тој би се попрел на младинската школа, знаеш. Не знам, или пак куцамо на врата за породени хасова, знаеш, можеби некои скроз постари луѓе со кои што, знаеш, не знам, со Јаков Дрейковски би сакал. Јаша, као, знаеш, што би направил ствари, сега збориме што би било, кој би било. Така да, така. Па би се направил онаков, сега ќе ти кажам, Crosby, Stills, Nash и Young Band. Значи, Наум Петерски, вокал, али он сигурно знае да свири нешто, 100% маце, армониче, пијано, као Нил Јанг да биде. Али да знае да пее. Јакоб Тукова везна, сонграйтер, исто пее. Ја ќе се шуткам тука па балце као ешава, не сум зафрлан. Па сте најнеомилениот Битлз сега. И тука уште и Горан Трајковски, да има тежина тоа. Така. И тоа би можело да биде откачано. Али сега види, Покушавам сега да ми зазвучи у глава, знаеш. ја би инсистирал да мене кога ме прашале, продуцентот мој. Значи, Васко, фала ти многу што прифати поканата. Фала ти на тебе. Не е лесно да се дојде до тебе, се договараме оддамна. Не се мотаме на исти места. Да. Али, у секој случај, топ што се видовме, што направивме муабет, не ќе превише клише да биде муабет. Не бе супер спеше, значи, уживам. кој го интересира, Васко Атанасовски, нек си прогугла. И има многу за лектири за читање. Така е. И така, фала ти шеднаш. Се гледам. Фала, брат. Фикшн, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numera, Лавиринт. Запомнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е врти свет околу нас. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, немирни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Стемни ме, погледни ме, по кафезот на залезот на сонцето сум сам, а утро ке се роди, само гледај како оди, оди разум против страст, разум против страст. Градот
Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Се коцкам со се и секого, една карта или ништо, или се. Но заборав оставив се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Да дојде се ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да дојде се нема назад, оди ме. Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш? Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Денес со нас во хитмейкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача да си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играчах. Твојата облека ја гледа во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас. Во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора.
Ако затапанам, ке се растрепери твојата душа и не ке чујам ништо друго освен крик, грми. Твоето небо ме напаѓа, ти доаѓам вооружен до заби. Во изворот да ти погледнам бикот од бес. Ќе ја преврати земјата и кој знае каде ќе заврши бикот од бес. Бикот од бес. Модрата светлина ми ги разурнува зидиштата. Ке се допрам со увото до земјата, штом живеам со тебе. Нема да поцрни сонцето. Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Безпрекорни Господа, кој од калта пијат вода за гнила слобода. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Mic check 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика кума ноец, веруј твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, да секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време, ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби, рапот не за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моје име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуј ме најгласно,
успееме заедно, е баш за тоа снимаме. Како ги правите песните? Песна настанува така, доаат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И Ацо мора да слушне што пеат, ствари. За да фати. И да најде дека се това пее. Од кога дознае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влезе малку бас. Колку лесно звучи. Имаме еве оваа што ќе слушнат гледачите на Хитмейкер. Ние поодамна средена снимане кај Ивица Енкуловски Штраф. Поздрав за него. 21 век, деме хомо сапиенс, поише ми личи на еректус, на пупе, иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам, сакам како коко. Капка батнува длан, листот падна од себе сам. Полна душа прашуваат се, кажи крајот дали баш ваков е. Мислиш ли, кругот врти последен пат, се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар, ајде кажи ми.
види ти на се и ајде другар кажи ми вреди ли подарок од Бога милувај убава е моја приказна гледаш ли тој оното соцве кој топи камен нареди се заиграј со себе и биди другар ајде кажи ми вреди ли Јасно привидение учи душа љуби ме човек види ти на се и ајде другар кажи ми вреди ли Добар ден и убав ден, дечки. Се наоѓаме на првата мултимедијална изложба Art Beyond Inc. во организација на Eternity Tattoo. Ова е Мона, а ова е Петар. Пред се да ви се заблагодарам што толку неуморно работите на уметноста во Македонија и секоја година доаѓате со нешто ново. Па сакам да прашам дека вие сте многу интересен пар, меѓутоа работите заедно. Од каде наоѓате сила и да бидете заедно и да имате семејство, а истовремено и да создавате уметност заедно? А не мислам дека не треба да наоѓаш сила за нешто што го сакаш. Така да ова све е некако така спонтано, не знам, ни доаѓаат идеи, се поддржуваме, соработка заедничка и така растеме. Само по себе ти доаѓа тоа и не бараш ти за тоа некој начин, него едноставно ти доаѓа однатре да го правиш тоа и ти го правиш. Кај нас владее мислењето дека не вреди да се создава уметност, од уметност не се живее, а вие го докажувате сосема спротивното со тоа што сте толку активни на повеќе полиња. Значи имате тату студио, правите изложби и сега го почнавте овој фестивал со верба дека ќе стане традиција. Така да, кој е главното нешто што ве води да ги правите овие работи? Бидејќи ова е колективна изложба, значи не е индивидуална на Мона или на Петар, туку вие повикавте повеќе уметници да учествуваат. Имавме претходно правено, знаеш, самостални изложби и такви работи. Ова беше прв пат кај што рековме чека малце да ги вклучиме и другите, затоа што мислиме дека може поише да се добие за сите. Значи да се споиме, значи да бидеме сите заедно и да се споиме и да се направи нешто што вајде има традиција. Затоа го почнуваме ова. Пошто сакаме да биде успех за сите, не да биде само успех за нас и да гледаме себично. А дека од уметноста кај нас не се живее, тоа е малце точно, така да вајде љубовта према уметноста не тера да правиме вакви работи. Ако треба да изберете уметност на платно или уметност на кожа? Петар, што би одбрал ти? Па тешко прашање ова за бирање, али може би рекол и уметност на платно, пошто тоа, знаеш, ќе остане за секогаш на планетава и наредни генерации ќе го гледаат, а уметноста на кожата тука додека е човекот и после тоа веќе никој не ја гледа. А доколку некој од гледачите сакаат да се истетовира, каде може да ве најде? Eternity Tattoo Studio во близина на City Mall, на улица Манапо 6, може и на Инстаграм, на Фейсбук да не видат, да не најдат. И за крај, дамата да прашаме, дали имате некоја порака до нашите најубави гледачи? Да бидете сите добри, да бидете среќни и да прекинете со негативности и со булинг на сите страни, значи поддржувајте се малце меѓусебно и мислам дека ќе биде супер. Вие гледате Hitmaker, Сцена Inbox и продолжете да творите без разлика каде да се наоѓате. А сега се прошетаме и да видиме што создале младите уметници.
градот убав, не знам како, ама пак ќе бликне. Mnogo ne zboruvame što me dan do drug smeno čuvstvujem vibraciji. Sudirna energija, pravi eksplozija, nasilna emocija. Loše prikrivam ono što go čuvstvujem teško, se vozdržuvam. No me svaćaš, ne li zodijak što mni veli, pazete ovni, возбудлива noć mi sledi. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Ne se zgreši, strah od prangi i mreži, i mene znaj mi teži. Nema logike da te spreči ono što nam ni preči i da mi ruši mečti. Lošo prikrivam ono što go čuvstvujem teško, se vozdržuvam. No me svađaš, ne li zodijak što mni veli, pazete ovni, возбудлива noć mi sledi. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Sve što misliš, ja čitam, predavaran, želje imam, ti si slepen srod, tebe rance ne grebam. Така да, ја мислам ако повредиш рокер, тој таа болка, од таа болка ќе добие инспирација и ќе направи најдобра балада. Сите хитови се така направени, ми се чини. Па ајде да слушнем уште еден хит. Блиско до тебе. Празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но јас стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе. Си ти,
почувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се наревам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Таму кај што си ти. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!